Добар ден на сите, јас сум Бојан Галјановски и денес ќе готвиме со Еси. Ќе се представам со мојот нов рецепт под името пилешково кулен сос. Ако ви се допадне ова видео, овој рецепт, обавезно го лајкнете, шерувајте го видеото и претплатете се на YouTube каналот Еси Радио. Па може да почнеме со подготовка на овој рецепт. Така, за овој рецепт ќе ни бидат потребно 3 парчиња стек или килограми и 200 грама, 50 грама путер, маслиново масло, 2 лажици сенф, 2 главици средни или мали црвен кромит, 3 чешни на лук, 200 грама кулен, 1 килограм компир, 2 моркова, 300 до 400 мл хопла, крем за готвење или неутрална павлака, маслиново масло. Од зачини ќе користиме сол, црн бибер, зачин кој содржи билки како што се мајчина душица, босилек и така натаму, и медитерански зачин. За сервирање ќе ни бидат потребни, односно за естетика на чинијата ќе ни бидат потребни шери доматчиња, краставица и макдонос. Така, го сечиме стекот на некои средни коцки. И го додаваме во длабок сат. Кога ќе го исечите целосно стекот, го зачинуваме со црвен пипер или бибер, како год. Помалку е сосема доволно. Зачинот што содржи билки, мајчина душица и така натаму. Сосема малку е доволно, пошто содржи и сол унатре. 2 лажици сенф исто така ги додаваме. И го промешуваме убаво, за да може да се соедини се заедно. Ова иди ќе го покриеме со стреч фолија и иди 15 на минути од прилика во фрижидер да се маринира стекот, односно да ги прими зачините во него, за да го добиеме тај екзотичен вкус и мирис, а сенфот да допринеси да месото ни биде што е можно посочно и помеко. Ова иди сега 15 минути во фрижидер. Така, додека стекот се маринира, ние ќе го спремаме компирот. Го сечиме на 4 дела, еднаш да испаднат 4 дела, вака. Го ставаме во огноотпорен сат. Така, потоа го сечиме морковото на крупчина. И го додаваме во компирот. Потоа следно додаваме кромит.
една главица црвена крумит, го сечеме на пола и го сецкаме на покрупни парчиња. И го додавам исто во садот со компирот. Следно го сечеме лукчето на крукчиња или го сецкате како сакате така. И го додаваме во садот, во компирот. Така, во огнеотпорниот сад ставиме 1 кг компир, 2 моркова, 1 главица црвен кромит и 2 чешнина лук. Следно го зачинуваме компирот, додаваме сол, само не претерувајте многу со солта. Додаваме црн бибер. И медитерански зачин. Сето тоа го мешаме. Убаво. Додаваме малку маслиново масло. И за крај додаваме вода да го покрие целосно компирот, но не и премногу. И го ставаме во рерна на 250 степени, од прилика 15 до 20 минути, во зависност од компирот колку ќе има потреба за да биде готов. Не го мешайте додека е во рерна, за да не го растурите обликот на компирот и да биде сочен и вкусен. Така, значи додека компирот се пече у рерна и стекот да се домаринира, ние го спремаме сосот. Значи земаме една главица црвен кромит и ја сецкаме на ситно. Потоа едно чешне лук. Исто така го сецкаме на ситни парченца. И најважната намирница во сосот ни е куленот. Значи куленот го сечеме на тракалца и потоа го сецкаме ситно. Така, значи на загреана тава го додаваме путерот и малку маслиново масло и чакаме путерот целосно да се стопи. Така, значи од како ќе се стопи путерот, го додаваме маринираниот стек.
го промешуваме и го пржиме на некоја средна висока температура, од прилика 10 до 15 минути, зависи од колку ќе има потреба нели да се пржи. Така, значи од како ќе ја промени стекот целосно бојата, од како ќе добие бела боја, го додаваме кромидот и лукот. Промешуваме. И така го ставаме едно 5 минути да може кромидот да омекне и да се спои заедно со стекот. Така, значи од како ќе почне стекот да добива златенитаста боја, од која ќе промени целосно бојата, го додаваме сецканиот кулен, промешуваме и оставаме некоја минутка, 2-3 максимум, ништо повеќе, затоа што куленот е сумомеснат производ и нема потреба многу да се пржи. Така, и за крај го додаваме кремот за готвење. Значи 300 мл се сосема доволни. Промешуваме малку. И малку зачинуваме со сол, многу малку, не многу. И додаваме од зачинот со билки, исто многу малку. И оставаме едно 3 до 4 минути да се пржи заедно со кремот за готвење. Умеѓу време промешуваме и на крај тргаме од оган. Така, значи пилешкото кулен сос ни е веќе готово, веќе има таа кремаста структура. Компирот во рерна ни е веќе готов и може да преминеме на сервирањето, односно да ја спремаме чинијата. Значи, да почнеме со сервирањето. Тука ни е пилешкото во кулен сос, тука ни е готовиот компир на кружна чинија. На едната страна ставаме од пилешкото во кулен сос. Насред ставаме од компирот. Значи, сега да преминеме на декорацијата. Зимаме една лентичка од краставицата и ја мотаме во крукче, во ролна. Додаваме и 2 на пола сечени шери доматчиња. И за крај едно гранче Макдонос за поубава естетика на чинијата. И то би било то. Да пробаме што сме заготвили за денес. Супер! И то би било тоа за денешниот рецепт. Овој рецепт е наменет за 3 до 4 порции, во зависност од количината која ја конзумирате. И за крај, на здравето со една чаша бело вино. Уживајте во викендот пред вас.
Се надевам дека овој рецепт и ова видео ви се допадна. Ако ви се допадна, обавезно лајкнете го, шерувајте го, претплатете се на YouTube каналот на Еси Радио, YouTube каналот Bokis Kitchen и заследете ме на сите мои официјални страници Bokis Kitchen, па се гледаме во некоја следна прилика. Надам се дека ќе има. Поздрав и чао!